Се почесто рекреативците по завршените планинарски тури се соочуваат со вртоглавица, диареја и мачнина во стомакот. Тегобите ги добиваат откако ќе конзумираат некој производ или најчесто се напијат вода од самата планина. Планинарските друштва велат дека не секогаш тоа што го конзумираат луѓето е здраво за нив, иако се наоѓа во чиста животна средина. Луѓето неретко знаат да полнат вода од каде што ќе стигнат. Вода се полни само од оние извори каде што водата протекува и каде што не стои во место. Вода никогаш не се пие од вода која што е застоена во место, а посебно не ако во близина постои бачило или доколку таа вода се напојуваат овците или пак животните од самата планина. Од Центарот за јавно здравје велат дека нашата земја веќе станала ендемско подрачје за добивање на опасни вируси и бактерии. Може да биде контаминирана водата од растителниот и од животинскиот свет. Па така да од разни паразити, бактерии, а и вируси. Сето тоа може да доведе од оние банални повраќања и диареи, па се до многу сериозно животно загрозувачки состојби од типот на вирусни хеморагични трески со ренален синдром. За жал, ние постануваме се повеќе ендемско подрачје за тој тип на вируси. Треба да бидеме внимателни кога се движиме по самите планинарски патеки, вели Новаковска. Случајно паднав и на раката веднаш после тоа ми се појави црна дамка, која што искрено исчезна после дури една година. Во консултација со лекари испадна дека тоа е од некој вид на растение, кое што кај нас, за моја среќа, било во поблага варијанта. Истото тоа растение расте во Романија и може да направи толкава опекотина на раката, што може да ја пробие дури и мускулатурата на раката. Инаку двајца гостиварци од село Симница во јули 2017 година почина на клиниката за инфективни болести, откако кај нив беше пронајдено присуство на хантан вирусот, кој им предизвика хеморагична треска. Се претпоставува дека вирусот е пренесен од водата, кој луѓето ја конзумирале од непроверен извор од планината.